Во студиото на Здраво Македонија по 9 часот се дружиме со Кристина Кипријановска од СОС Детско село Македонија, Миријана Цветковиќ, системски семен психотерапевт и доктор Светлана Смуграска, педијатар и специјалист по семена медицина. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 15 минути. Велам добро утро во овој дел од емисијата за сите вас кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5. Овде во студиото владе навистина одлична атмосфера. Се надам дека ќе успееме и пред малите екрани да ја пренесеме истата и дека истата енергија ќе ни остане во продолжение. Имаме одлични гости ова утро, убави теми. Верувам дека ќе ве задржиме пред малите екрани до 11 часот, но најпрво да ја поздравам Милена која што не сме видела од лани. Милена, добро утро. Срекна нова година, срекни празници пред гледачите официјално. Така, ти благодарам, Цеци, јас ти ги честитам празниците, ти посакувам се најубаво, им честитам нова година на нашите гледачи. Бадник, Божик и сите убави празници кои што допрва ќе ни доаѓаат. Да, не сме се виделе од лани, јас искористив неколку денови одмор и еве се гледаме во новата година, затоа мора вака блескаво да влезам во претопуваш во елката. Да, убаво се свиткаме заедно со елката. Уште еднаш добро утро до сите оние кои што се со нас денеска. Да, им посакаме топло добре да уште еднаш и на нашите гостинки ова утро. Веднаш до мене Миријана Цветковиќ, која што е системски семен психотерапевт. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Со нас ова утро и Кристина Кипријановска од СОС Детско село. Добро утро и за тебе, на ти. Добро утро. Да, ние добро се познаваме. Што сме вака убаво женско друштво ова утро. Да, имаме интересни теми кои што ќе ги зборуваме, а ќе ги поврземе заедно со Миријана. Со нас е и доктор Светлана Смуграска, педијатар и специјалист по семена медицина. Добро утро и за вас. Добро утро, мило ми е што ме поканивте. За жал, ќе кажам, сте актуелни овој период од годината. Многу прашања имаме до вас, верувам дека соодветно ќе одговориме и ќе спратиме соодветни совети и препораки до нашите гледачи. Да, бешме у периодот на грипот. Да, за жал за тоа реков. Но да започнеме со убава тема, односно како си ја дочекавте новата година и како уживате во овие празници. Миријана? Новата година во Крушево ја дочекавме со моето семејство и со нашите кумови. Преубаво поминато време, поодамна немав отидено во Крушево, навистина едно магичен град со голема историја, така да преубаво си поминавме. Крушево е секогаш одличен избор. Да. Кристина? Па јас немам многу да кажам во врска со дочекот, само ќе кажам дека го поминавме дома со семејството, покрај овој турбо период кој што ни беше нас во декември месец, ми требаше малку одмор, па малку и болна бев, така да фино поминавме дома, семејно, преубаво. Сега си добра, оздраве. Сега сум добра, точно, Кога ми кажа дека си точно. болна, велам правиш што ќе правиш на смијаноари. Да бидеш здрава. Да, доктор, ке вие? Па ние, јас во домашна атмосфера со мојата фамилија, со внуците, со ќерките, со топцата, така. Значи убава. Прекрасно. Семено. Паричката кај кого се падна? Паричката кај мојот син кој е во Австралија, Златко. Нека е жив и здрав. Нека е жив и здрав, Нека му е со среќа, нека среќа. му носи. Дали вие правите на бадник или за Василица? Правиме на бадник, кај мене, еве вака среќен добитник. Женска година, женска година. да, Кај и многу кај мои мене. блиски се падна Исто, кај да. некои од женските членови на семејството, така што женска година. Да. Честитки Кај за нас се тебе. падна кај синот Калин и беше навистина многу среќен бидејќи мислам дека и прв пат ова е како што му се паѓа, Навистина, така браво. да Колку години викаше има од Калин? радост. 10. 10 години. Дали беше наместено или не, многу во многу семејства за радост на децата некои ги местат сега, ајде така ќе се изразам. Не, ние сме праведни. И така заради треба. тоа баш се гледа дека навистина изобилува со среќа оваа година. Така, баш убаво честитки и нека му е со среќа да носи здравје. Јас за сите. долго време веќе не радост, правам да, и не така е. сукам баница, заради тоа што моите деца мислеа дека ја местам паричката. И стално имав проблем, ја наместим, а моја намести, и од тогаш веќе купувам готово, така да и јас не знам кај. Така, да. Супер. Добро, Кристина, ќе почнеме со тебе. Соодветно си облечена, како што нели гласи вашата кампања, 150 џелби за 150 деца без родителска грижа. Станува збор за новогодишна кампања како дел од иницијативата Инфлуенсери за добро. Ќе кажам дека и јас и Милена направивме добро дело, споделивме видео, благодарам многу. убави пораки. Благодариме на вас. Да, што сакавте да бидеме и ние дел, да.
Зашто станува збор? Сподели ни малку, а потоа ќе погледнеме едно видео. Да, баш ми е драго. Вака сега можам да кажам дека инфлуенсери за добро, иницијативата инфлуенсери за добро, ние веќе е наша мала традиција, бидејќи се случува по 4-ти пат оваа година. Поточно лани, на крајот на декември, ние нарекуваме уште и новогодишна инфлуенсерска кампања. Оваа година беше со слоганот "Стани еден од 150". Многу едноставна порака, меѓутоа многу силна порака, кажува слоганот. Инаку имавме иницијатива да споделиме 150 пораки, новогодишни желби, од 150 познати личности за 150 деца, кои што се всушност вистинска бројка до 14 години, деца и млади, би ги нарекла, без родителска грижа, згрижени, односно поддржани од СОС детско село. Има големо значење оваа кампања за нас. Првенствено сме многу горди и многу задоволни заради тоа што ова е наша кампања, интерна. Немаме поддршка од ниту една маркетинг агенција, со многу ограничени финансиски средства. Во оваа прилика навистина сакам да ти се заблагодарам тебе за поддршката со контактите кои што ни ги сподели. Се разбира. Така и мислам дека ете така, нели, без лажна скромност, можам да кажам дека навистина беше успешна кампања. Кој што се уште трае, како што гледаш се уште излегува идеја и пораки од јавните личности. Сакам да го кажам, дека се уште трае и за време на божикните празници. Не можам да споделам во моментов бројки, меѓутоа можам да кажам дека сме многу блиску до 150, до вистинската бројка, која што реално првично не изгледаше малце така многу голема, сериозна, точно. Ама од друга страна па можам да споделам дека во моментов, нели, иако се уште трае и уште има споделување на видео, дека имаме повеќе од 168 споделувања до овој период. Кампањата инаку почна на 5 декември и еве, како што кажа, се уште трае и се уште се споделуваат. Драго ми е што всушност се споделува една многу убава порака, дека децата без родителска грижа, децата и младите без родителска грижа не се сами. Ние сме сите тука за нив, работиме за нив, а од друга страна и самата порака еден од 150 кажува многу, бидејќи секој еден од нас може да направи многу, може да направи навистина разлика и со тоа едно големо заедништво можеме да направиме промена и да бидеме тука за децата. Она што ми беше најмокно во оваа кампања, верувам дека Милена ќе се согласи, е тоа што не се собираа средства, туку се собираше убав збор. Ако можам така да го формулирам. Точно, сакам да не заборавам, искрено да се заблагодарам на секој еден. Јас ги кажувам инфлуенсери вака генерално. Јавни личности, да. Кои што имаат влијание. Така. Токму затоа, и ако ме прашате зошто токму јавни личности или зошто инфлуенсери, бидејќи моќта која што ја имаат самите тие за ширењето на гласот е многу голема. И целта нас всушност не беше да се прошири гласот и нели она добро кое што се прави. Така. Секој си има своја публика, нели, и ќе стигне до поголем број на луѓе, различни возрасти. Точно. Така што одлична замисла. Така, и некој кој што не е јавна личност да сподели убава мисла за дечињата од СОС детско село, да се стигне, да се фотографира, да ве тагне вас, а вие ќе го споделите. Но да видиме дел од јавните личности кои што споделија убава мисла за децата од СОС детско село во видеото кој што ни следува. Подарим здравје, сила и надеж. Еден од 150. Еден од оние 150. Една од 150. Една од 150. Јас сум една од 150. Еден од 150. Сум една од 150. Еден од 150. Како една од 150. Јас сум еден од 150. Јас сум еден од 150. Една од 150. Јас сум еден од 150. Еден од 150, но Еден од 150. Јас сум една од оние 150. Една од 150. Јас сум една од 150. Многу насмевки на лицата. Секој од нас има моќ. Можеме да направиме многу големи промени. Сите заедно да бидеме дел од промената во животот на децата. Поддршката не мора да биде голема за да биде значајна.
Доволно е да покажеш дека ти е грижа. Важните нешта се љубовта, грижата, топлината, домот, семејството. А дом што грее, семејство што прегрнува, грижа што охрабрува и љубов што трае. Да се ми живи и здрави сите желби во новата година да ви се исполнат. Да имате безброј причини за песни и насмевки. Затоа што секое дете заслужува да има безгрижно детство. Ниедно дете не смее да биде само за празниците, затоа сме ние тука. Повеќе насмевки, сигурност и љубов во секое детско срце. Отвараат душичката да примаат многу и да даруваат многу љубов. Сите заедно да направиме промена. Ки секој дете заслужува да расте во љубов и во сигурност. Затоа што секој од вас носи светлина што никој ја нема. Ново љубов, поддршка и сигурност. Да растете храбро, да сонувате големо и секогаш да верувате во себе. Не заборавајте да правите мали дела со големо срце. Сонувате, да не се откажувате. Се е можно, само доколку вие решите. Насмевки секој ден. Љубов, среќа, радост, безгрижност. Да се среќни, весели, насмејани, живи и здрави, ништо друго. Секој дете заслужува топол дом, љубов и нечија преградка. Ниедно дете да не расте само. Заедно менуваме животот. Сакам секој дете да биде сакано и среќно. Чинја мои убави, да имате прекрасни новогодишни празници. Здрава, среќна, исполнета. Се живи и здрави во новата година. Да веруваат и да знаат дека не се сами и дека никогаш нема да останат сами, бидејќи ние сме една сериозна армија која што стои позади нив. Сакам многу љубов. Чао, те сакам. Да, наистина прекрасни пораки беа споделени. Ова се само дел од пораките кои што можевме да ги слушнеме за да не траеме цела вечност. Да. Детенцето беше многу сладко на крај, иако беа прекрасни сите. Еден убав колаж од пораки. Јас само на крајот би сакала уште еднаш да се заблагодарам на сите познати личности кои што зема учество и стана еден од 150. Еве јас денес сум обличена во соодветно со црвената маечка и може би сакаш ти да посакаш нешто? Сакам да посакам да бидат среќни, да бидат весели, да не се грижат, затоа што имаше една многу убава реченица од твоја страна. Да не се грижат, затоа што позади нив стои цела армија на луѓе кои што се тука за нив. Така е, баш така. Сите ние сме тука секогаш за нив. Да. Да, ти благодарам. И јас би ја завршила тука вака за окружување на кампањата, пошто преубава реченицата. Така, верувам дека ќе има уште многу убави пораки во иднина. Дека продолжувате и понатаму и дека од година во година таа армија ќе станува поголема, да, со убави пораки и поддршка. Миријана би се надоврзала во продолжение со вас, кога веќе зборуваме за децата без родители. Какво е вашето искуство во работата со нив? На што најмногу се посветува внимание или конкретно ете вие на што најмногу посветувате внимание? Милена, моето искуство во работата со овие деца, мислам и генерално во децата во социјален ризик, јас имав огромна чест некаде пред 10 на 15 години да волонтирам во СОС детското село, кој што ми пружа можност да ги имам моите први почетоци, моите први професионални ангажмани во работа со овие деца. Оно што е важно, еве да кажам, во односот со овие деца и со семејства е тоа да самите деца бидат приврзани безбедно, најмалку со една возрастна особа. Ние, например, на тоа алудираме кога работиме или со семејства, или со деца, или советување од било кој тип. Многу е важно на безбедно приврзување, односно таа возрастна особа да пружа љубов, топлина, сигурност, да биде респонсивна, односно да биде осетлива за потребите на овие деца и младинци, бидејќи на тој начин тие би прераснале во особи кои што ќе веруваат на другите, ќе се однесуваат со почитување кон другите и не само нели како деца, туку и како идни возрастни ќе научат како да веруваат, на кој начин да имаат доверба и тоа е навистина основата. Кога ќе се каже нели и уште од најмала возраст дека првите 5 години се особено значајни, уште и мислам од најмала возраст треба да се негува овој начин. Меѓутоа не само тоа, туку отворена комуникација, достапност на згрижувачите, на воспитувачите, емоционална достапност. Да овие деца и млади чувствуваат дека во секое време може да
споделат било какви информации или случувања од нивните животи заедно со нив. Така да навистина е тоа важно. Многу е важно менталното здравје, како што кажавте вие, уште од најрана возраст, за да имаме понатаму една здрава личност и во подоцнежни години. Менталното здравје, убаво кажавте дека е важно, но важно е и здравјето, општото здравје. Пред малку на вести слушнавме дека некаде за 2 недели ќе биде пикот на грипот, а мене ми се чини дека веќе тој пик трае 3 недели, 4 и е почнат. Со што се соочуваме, докторке? Тоа е како една планина. Врвот е многу далеку, ама сепак има една равница каде што се трупа, па да стигнеш до пикот. Сега каде сме од прилика на планината? Некаде 3/4 поминати, уште малку сме до пикот. Значи, типично е дека сега сите дечиња, посебно дечињата, се опфатени со настинки и со грипот, за жал. Почнува болеста нагло, од потполно здравје, децата се со високи температури, грешно се даваат антибиотици, ќе апелирам дека грип не се лечи со антибиотик, како што и короната не се лечеше со антибиотик. Си има некои параметри, треба да се разликува што е грип, што е настинка. Карактеристично за грипот дека дава фебрилни состојби кои се со многу високи температури, над 39 степени, дека тоа треба да се користи најчесто нашата народна медицина, поење, пиење вода, масажи, ставање облоги и така натаму, туширање, не само да се фати и да се ставя парацетамол и да чекаш волшебно стапче. Нема шанси да падне температурата. Мора детето малку да се раскомоти, да се истушира, да се измасира, да се стави ладна облога на челото, да се достигне некоја температура која може да го крене од креветот. Карактеристично дека се јавува јака малаксаност и што ќе кажам. Тука најчесто родителите апелираат одат на доктор, да прават крвни слики се во ред, зачудени, ЦРП-то мирно, што и нормално ќе биде нирно. И сега докторите, гледајќи ја клиничката слика, посегнуваат по лош, по антибиотикот. Меѓутоа, единствен лек, морам да кажам, дека е добра диагностика, имате добри лаборатории, диагностицирање на инфлуенца, има лек, а тоа е Тамифлу. Антивиремик, добар, кој добро делува, добро дозиран, кој се дава од 3-тиот месец и ве молам, се повеќе ќе апелирам, како што почнува инфективната клиника, без да прекрни слики и диференцијација, го дава Тамифлуто, така да повеќето докторите имаат добри лаборатории, добри диагностики, може да го изолираат вирусот и веднашка да ја аплицираат терапија. Многу магичен лек. Одеднашка симнуваш температура, даваш Тамифлу, температурата комплетно се стабилизира, детето одеднашка од кревет станува и почнува да Веројатно не се зема, извини Милена, на собствена рака лекот, така? Никако. Мораш да го докажеш. Да не испратиме погрешна порака за тоа ве прашам. Морам нешто да кажам. Грипот е релативно многу заразна болест. Значи, дефинитивно многу брзо се шири. Тоа се по капков пат, кашлање, кивање, нос течење. И се заразува целото семејство, целото семејство и околина, каде што се движи особата што е носител. Некој ќе биде со обични горно-респираторни, а некој ќе биде со тешка форма на грип. Многу често се прават, можеби, ајде грешки, ќе ги наречам, веднаш се трча на лекар. Дали е тоа погрешно или не? И кога е многу важно да се направи крвна слика? Кој ден од започнување на болеста? Вака сега, за грипот не важи крвната слика. Значи, третиот ден да го направите, таа ќе биде нормална. Добро. Меѓутоа, секогаш кај децата, јас стално им апелирам на родителите, не правите крвна слика и ЦРП првиот ден. После третиот ден ќе го направите, за да може точно да покаже за што се работи. За жал, родителите, секогаш кои ќе имаат прокашлано дете, обична, симпл, да кажам, едноставна кашлица, која нормално и секој дете во овој наш град Скопје кој е затруен. Сите кашламе повеќе или помалку реално. Да за тоа се зема антибиотик или се трча на лекар, или за протечено носе кој е од вазомоторен карактер. Вазомоторен значи топло-ладно, и на сите ни протекува носот, нели? Нормално.
И сега најчесто за такви глупости да тривиални работи се доаѓа во амбуланта каде што имаме болен од грип. Тоа не е лошо. Значи најдобро е да биде се повеќе во изолација болниот, да не се внесува одма, да се побара помош по третиот ден. Ако се влошува клиничката слика, тогаш имаме и наши болници, Козле, детска клиника. Што се случува сега? И детска клиника и Козле се преоптоварени. Да. Што не е во ред. Затоа што оди и тој што треба и тој што не треба. И тој што не треба. И нешто дополнително ќе фати можеби детето со наслабен имунитет. Една болест и потоа повторно ще една ќе се накалем. И морам да кажам, добро е што сега веќе сме во распустот, каде што школските деца се веќе во домашна средина, а воедно и можам да дечињата во градинка мора да одат у градинка. Тука пак се намалени делот од групите од децата кои се одстранети ради болест. Така. Добра, Кристина, ќе се навратиме пак на СОС детско село и што е онако што го правевте во 2025 година, што е најзначајно и кој дел од работата ви се покажа како најдобар, за тоа што го работите, се разбира, за кој што имавте најдобар фидбек? Вака ретроспективно, ако се навратам на 2025 година, беше година која што изобилуваше со предизвици, со промени, со тишина, ама и со многу убави секојдневни, мали, големи, позитивни случувања кои што ни се случија во текот на годината. Многу ми е драго што за нас како СОС детско село во 2025 година се покажа како година која што и покрај сите негативни случувања кои што се случија, ниту луѓето, ниту компаниите не ја заборавија потребата од континуирана поддршка за децата и младите, поддржани од СОС детско село. Тоа ни е многу важно, заради тоа што тоа се деца кои што се дел од нашето општество, тоа се деца кои што се имаат потреба од поддршка од сите нас. Не зборувам и како индивидуалци, и како физички лица, и како компании, општествено одговорни компании. Ние заокруживме годината со една убава бројка од повеќе од 450 деца и млади деца од биолошки семејства, згрижувачи, од сите програми генерално, која што нели тоа станува збор за секојдневна поддршка. Како велиме ние, на децата и младите им е потребна на 24 часа во текот на денот грижа, поддршка, љубов, внимание, едноставно 7 дена во неделата, 365 дена во годината. Многу ми е драго што тоа потреба се имаше всушност сенс од страна на луѓето и од компаниите и ја добиваат точно, а од друга страна нели бројките го кажуваат своето како статистички податоци, меѓутоа тоа се животи кои што ние секојдневно даваме поддршка. Никош не сакаме да зборуваме за бројки, зборуваме за вистински животни приказни, за жива материја. Точно така, точно така. Добро, ќе се надоврзаме повторно со Мирјана да го изанализираме нели целиот тој склоп на едно дете, кои се најчестите прашања кои што се ги поставуваат овие лица и кои се најголемите нивни стравови? Ова е интересно прашање, многубројни прашања се поставуваат овие деца. Може би помалите деца си поставуваат прашања како типот дали сум јас виновен поради тоа што немам родители, или пак дали може би ќе бидам напуштен или напуштена, нели, еден од стравовите и тоа е на децата да не се случи повторно да останат сами или да нема кој да се грижи за нив. Понатаму може да се прашаат веќе оние прашања за идентитет што е веќе за од средно детство па и нагоре, нели, веќе адолесенција, кој сум јас. Меѓутоа и прашање како изгледа мојата мајка или како изгледа мојот татко. Особено ако не знаат. Да, особено ако не знаат. Или пак доколку нивните родители може би се живи, а тие тоа го знаат, се прашуваат зошто ме оставиле, зошто ме напуштиле. Меѓутоа нив ги интересира и како ќе изгледа нивниот живот понатаму. Дали ќе се снајдам, дали јас ќе можам да имам моје семејство. Или дотаму некој може да се прашаат што ќе биде ако јас ги напуштам моите деца. Така да многубројни може да бидат. Така да не се повторни историјата, затоа што еве системски семејниот правец како што сум јас во
системски семен аспект, трансгенерацијските обраци се многу силни. Значи, некогаш имаат овие деца и голема одговорност да некои работи не ги повторат, особено кога се работен или во ситуација за напуштање или нешто од тој контекст. Едно подпрашање во однос на ова што го кажавте за оние деца кои што можеби се уште не знаат од кое семејство потекнували, кои се нивните родители, постои ли вистинска возраст на која што треба да го дознаат тоа и како со тие моменти се справувате? Кога е соодветно да ја дознаат таа цела вистина? Децата треба да ја знаат вистината, да се зборува отворено со нив, бидејќи тоа прави едно чувство на континуитет во нивниот живот. Бидејќи ако не го знаат потеклото, ако не знаат моменти, односно некакви информации за тоа од каде потекнува, тоа може да влие на нив негативно и да се одрази во некој аспект од нивниот живот или да се потенцираат одредени негативни чувства, како на пример чувство на срам, неспокој, осаменост, анксиозност, одредени, па и депресивни симптоми, меланхонија и така натаму. Она што рековте, нели, од која возраст, некои литературата кажува дека можеби од 4-та година па нагоре е соодветно време, и истото може да се сподели во една топла, релаксирана атмосфера, сето тоа да биде спонтано. Меѓутоа, да, изгрижувачот или воспитувачот да го каже истото, да го потенцира. Да, или посвојувачот да го каже со полно љубов и топлина, особено нели кога ќе заврши тој прв дел можеби на разговорот. И таа цела приказна подоцна може да се надоградува и така натаму. Инаку, секогаш треба некогаш и да се пресметаат ризиците кога е право време. Значи, знаете, многу родители или посвоители, згрижувачи и така натаму може да се запрашуваат дали е сега право време. Да ја дознае вистината. Знаете, бидејќи има и некои ситуации, обично има и одредени тајни кои што може да биле или предходно. Така да треба секогаш да се измерка, да се извага кога е точното време, затоа што понекогаш постојат и ризици. Така речено врз не да може да се направи полошо. Да, така да треба да внимателно да се оди чекор по чекор, кога ќе биде правото време, тогаш меѓутоа во секој случај треба да се знае. Да, ќе ни каже и Кристина како се справуваат во Израелско село со травмите на децата, но најпрво, доктор, ќе сакам да споделиме една приказна која што ни ја кажавте зад камерите, за еден случај на дете кое што било третирано како да има аутизам, а всушност станувало збор за друга состојба. И тоа дошло директно кај вас и тоа е случај за кој што Европа е заинтересирана, ако можам така да кажам. Да, тоа е еден случај на квашиоркор кој прв пат се среќава во нашава држава, мислам. Можеби неоткриен има многу. 2 недели збринато кај мене, пред тоа лекувано кај повеќе матични доктори. Под спектарот дека не контактира, не е заинтересирано, меѓутоа доволно е да направите една крвна слика, да видите дека нешто е изместено. Родителот се уште кажува дека детето е анемично, заради тоа треба да прима субституциона терапија и така натаму и така натаму. Меѓутоа, кога ќе го погледнеш аспектот, добро ухрането дете, а во секој случај како чудно правиме крвна слика, добива по желба на мајката сироп за анемија, но детето почнува, мајката тврди дека отекува. Точно, пипам, гледам тестостоток и што се случува, веднаш ка апелирам до детска клиника, благодарејќи што сум педијатар од постарата генерација, одма ми се отворени вратите, наоѓаме дека има хипопротеинемија, веднаш ка се преземени мерки, детето прима субституција со албумин и глобулини и детето среќно е излечено, значи било во период на катаболизам, кога фактички прима само јагленохидрати, без да прими протеини, каде што цело тело се јавува во негативно метаболизам и во тој момент мајката одбиваше да оди во болница, па клиниката, па преку таткото од друго место, успеавме да го сместиме во болница. Значи, тоа се болести кои се лекуваат само на болничко ниво. Значи, народски кажано, јадело само благо? Па, најчесто нашиве деца еднолична храна јадат, за жал. За жал. И детето добро се среди, одеднашка стана комуникативно, затоа што беше чудно во повеќе детно семејство да најдеш аутизам. Тоа мора нешто да фали.
Значи нешто во семејството, растурени, меѓусеимени односи, самохрана мајка, самохран татко, или пак деца оставени на баба, дедо и така натаму. Добро што сте забележале. Тоа е многу редок случај. Знаете кај се наоѓа тоа? Тоа се среќава во неразвиените земји како Камбоџа или да речеме Африка. Маразам е состојба кога имаме подхрането со ние дечиња со големи стомачиња. Не е битно, сега тоа се многу јаки медицински проблеми. Бедна се надоврзала нешто за децата и адаптираните деца, точно така. Јас сум доктор кој работи многу со оваа проблематика, предавав едно време преку УНИЦЕФ за аутизмот. А кај мене се многу деца кои се во згрижувачки семејства и го гледам нивниот психолошки аспект. Прекрасни дечиња се. Значи, одговорни, некои се неодговорни. Тоа зависи од самиот карактер на детето. Без разлика колку да е добар згрижувачот и колку да се труди, ако детето има своји карактерни, да речам, генетски предиспозиции, не може... Како и сите други деца. Да, како и сите во семејството. И можам да кажам дека благодарејќи на тоа што има добри згрижувачки семејства, јас имам доста добри родители кои имаат своји семејства од згрижувачко излего, имаат своји семејства, јас сум матичен на нивните деца, па можам слободно да кажам дека баш тие деца од згрижувачки семејства, од детско село, од сиротиште, излегуваат доста квалитетни личности, со доста добри амбиции, со доста добри интелектуални достигнувања. Браво. Многу сум, мислам, моето искуство е долго. Многу ми е драго што го споделувате. Ништо не беше наместено, да не мислам да ве споиле. Јас затоа се надоврзувам. Да, само извинете, мораме да направиме на кратка пауза за реклами, веднаш потоа ќе продолжиме и со вас и она што Кристина требаше да ни го одговори, па затоа почитување, останете со нас.